тежина дава вашата актуелна функција работа, како да ја наречам сега, специјален владин представник за унгарското председателство со Европската Унија во врска со темите што ќе ги опфатиме вечерва. Јасно. Прво би сакал да поразговараме за бројката од 313 амандмани поднесени на предлог извештајот за Македонија во Европарламентот. Не изненадува толку бројката на поднесени амандмани, главно се од бугарски и од грчки европратеници, но токму нивната реторика, на начинот како што се поставени, токму од нивните држави беа и ветата со кои Македонија е децениски заглавена на евроинтегративниот пат. Дали ви изненадува таа реторика ни? Па би рекол дека воопшто не ми изненадува и ќе објасним и зошто. Затоа што мораме се тоа да го ставиме во еден контекст. Пратениците во Европскиот парламент се бираат на избори во нивните земји. И она што треба нашата јавност да го знае е дека досега висока излезност на изборите за Европскиот парламент имало исклучиво при првиот пат, кога земјите влегувале во Европската Унија. Потоа драматично паѓа излезноста и тоа овозможува радикални опции, посебно радикални опции од десницата, да влезат во Европскиот парламент и да им се овозможи еден вид на платформа, на сцена од каде што може да ги пласираат своите идеи. Често се случува и партии кои што воопшто не можат да дојдат до еден пратеник во своите национални собранија да имаат застапеност во Европскиот парламент. И условно кажано, ова за нив е извонредна тема за таквиот тип на пратеници, затоа што им дава на еден начин можност да бидат присутни во нивната домашна јавност. Така. Со тие радикални политики кои што ги имаат кон Република Македонија. Но да парафразирам, дел од тие амандмани да се слушне во Европскиот парламент предлог, текст на резолуциите како замена на зборовите Република Северна Македонија со зборот Скопје во целиот текст на резолуцијата од грчките европратеници, кога веќе Преспанскиот договор е меѓународно ратификуван. Бугарите бараат протоколот од втората меѓувладина комисија да биде дел од резолуцијата. Понатаму, изнаоѓање заеднички наратив за заедничка историја, неопходна основа врз која Бугарија и Северна Македонија треба да играат своите односи, а децата да учат од таквите податоци. Практично тие најавуваат дека се што ќе побараат бугарските историчари во онаа фамозна комисија, инаку длабоко политизирани се разбира, ќе мора да се прифати. Значи, сега одиме на друга тема. Тоа е впрочем и проблемот со протоколот кој што беше потпишан од поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи. Односно, Бугарија, за жал, ја разбира таа комисија како комисија за видоизменување на македонската историја и видоизменување на составот на учебниците кои што се користи во македонскиот образовен систем. Односно, задача на таа комисија е, според тоа како членовите на комисијата од бугарска страна тоа го толкуваат, е буквално Македонија да прифати дека бугарскиот историски наратив е и македонски историски наратив до 44. Па не би рекол само сега, тоа е така нели уште на плюс. И потоа оттаму треба да се претпоставам да се продолжи и тоа е проблемот. Затоа што никаде во Европа ваква работа не се случувала. Еве еден пример кој што го спомнавме, да речеме, е Српско-унгарската комисија, историската. Српско-унгарска комисија постои уште од моментот кога почна приближувањето помеѓу двете земји, значи некој од 2010 година, и наидоа на проблеми. Затоа што знаеме колку е проблематична таа историја меѓу тие два народи. Што беше одлуката на српските и на унгарските власти? Тие одлучија да остават комисијата да си ја работи својата работа, а унапредувањето на врските помеѓу двете земји и двата народи да тече непречено, тоа прво, и второ, Унгарија одлучи да биде најголем спонзор на, условно кажано, српската европска интеграција. Дали го гледаме тој европски пример кај Бугарија? Не го гледаме. Предходно, ако се вратиме на назад, имаше таква комисија измеѓу Словенија и Италија. Исто така, за истото се работеше, односно италијанците, без разлика што е земја која што има крупна тежина во Европската Унија. На времето беше една од 4 земји главни во Европската Унија, сега една од 3, нели, по заминувањето на Велика Британија. Меѓутоа, италијаните не искористија таа комисија да ги лечат своите историски трауми. Да, територијалниот спор го решија, но комисијата ја тргна. Да, сакам да кажам дека ова е не европско однесување од таа страна и токму затоа отпорот кој што доаѓа и од македонската историска наука и од членовите на историската комисија, без разлика од кој состав,
е јасен и очигледен. За волја на вистината има и такви како европратеници од Холандија, да не ги лоцирам лево-десно, нели, од Хрватска, кои бараат да се вметнат амандмани со текст имајќи го предвид постојаното признавање на македонскиот јазик и идентитет од страна на Европската унија. Дали тоа значи дека ними ми е јасно што следи понатамо од страна на Бугарија, па дури да ги вметнеме бугарите во уставот? Сметам дека Македонија има своја поддршка во Европскиот парламент, Македонија има своја поддршка кај европската јавност и ова е меѓу другото израз на таа поддршка која што произлегува од кругови од политичари кои што се свесни дека станува збор за едно антиевропски, антицивилизацијски, антидемократски, антиисториски чин, ако сакаме да кажеме. И овие европратеници инсистираат, се разбира, да влезат вакви формулации со цел да се укаже дека на еден европски народ му се негира јазикот, историјата и традицијата во 2025 година, што е вон секоја здрава памет. Воедно се сите согласни дека уставните измени се неопходни за продолжување на евроинтегративниот процес и предупредуваат на опасноста од руско-кинеско влијание, значи тоа бараат да се внесе во резолуциите. Дали повторна ЕУ е дволична? Украина со сите проблеми е кандидат за членство, Македонија шампион за Западен Балкан, како што не нарекуваат, исто така кандидат. И може да остане зад Украина? Сме го зборувале ова неколку пати, значи еден познат балкански политичар дури даде една изјава на кој му е до морал нека оди во манастир, нека не оди во политика, така што за жал дволичните игри се израз на секоја политика. Значи не постои супер морална политика дури ни во Европа, за жал. Така што мора да разбереме дека Македонија се соочува со, се разбира една мала држава, моралот и орудие, меѓународното право и орудие, и ние тоа го користиме. Но во однос на тоа прашање, за жал, постои една голема опасност во моментот, значи украинската апликација да се третира низ една геополитичка призма, додека целиот Западен Балкан, вклучително и Македонија, да се третира на еден поинаков начин. Што значи тоа практично? Па тоа практично би значило дека Украина би била ставена на една брза трака кон Европската унија, додека Западниот Балкан ќе си оди се уште во локален воз кој што едноставно нема крај на процесот. Сега, против ова решение е клубот на, би го нарекол, на држави кои што се поддржувачи на Западниот Балкан во Европската унија. Тој круг можеме да го нацртаме слободно. Значи станува збор за Унгарија, Словачка, Австрија, Словенија, Хрватска и од големите земји тука би ја броили и Италија. Значи ова се државите во Европската унија кои што велат дека не е возможно да продолжи овој москавичен пат на Украина кон Европската унија, без притоа се разбира и Западниот Балкан да биде придвижен кон унијата, да се разбереме, никој на Западниот Балкан не се противи, нели, на украинското, на молдавското членство, апсолутно во секој аспект. Меѓутоа, не сме да се заборави ова и имавме некои апсурдни одлуки, например, еве одлуката да речеме паневропскиот роаминг да се прошири. Знаете дека Европската унија секој повик на мобилен телефон е локален. Значи вие кога се јавувате да речеме од Стокхолм кон Лисабон, тоа е кога да се јавувате од Скопје до Неготино. Значи нели трошоците се не постојат практично. И сега тој паневропски роаминг треба да се прошири кон Украина во октомври и кон ова одлука повторно вие земјите забелешка. Забелешката е принципијална затоа што да се потсетиме во 2008 година сите министри за телекомуникација од целиот Западен Балкан подпиша едно писмо со кое што барате Европската комисија тоа да се прошири на Западниот Балкан. Од 2008 година, колку е тоа да пресметаме 17 години? Да, досега беше еднаш намален, само ми се чини или два прави пати. анализа. Да. Анализа колку е ова исплатливо. Се интересно е ова, значи за една земја која што и по територија и по население е безмалку двојно поголема од целиот Западен Балкан, тоа се ведува веднаш од геополитички причини. А пресметките се уште се прават околу Западниот Балкан, што е малку Сега, ако добро е... да се вратиме на оваа тема. Значи, во моментов сметам дека потребна една солидарна акција на сите земји од Западниот Балкан, солидарна акција на целиот регион, кој што ќе ги предочи овие работи пред Европската комисија, едно заедничко писмо на претседателите на премиерите, на министрите за надворешни работи, кој што ќе укаже дека некои работи не. Ако добро ја разбирам, тоа значи Украина би отворила и затворила поглавја експресно, како што велите. Па колку што без оглед што не располага со територија. Во најдоброто сценарио за Украина,
тие уште во рамките на полското претседателство би ги отвориле, би ги започнале преговорите со првиот кластер кој што за Тоа е од Македонија јуни. нели да. Отворен е започнат, а до крајот на данското претседателство би ги отвориле сите 6 кластери. Значи нешто што да речеме од Балканот го има само Црна Гора во моментов. Да. Истовремено, ајде да се вратиме назад, каде е тука во однос на, ако гледаме строго во однос на критериумите, Македонија, да се разбереме, воопшто не заостанува. Ни во однос на Црна Гора, која што формално нели е пред Македонија во однос на отворањето на преговорите така натаму, ни во однос на Србија, најмалку во однос на Албанија која што тука што ги започна преговорите. Значи, за Македонија овој пат започна одамна, не започна никога поднесува апликација во 2001 година. Ова е започнато уште од кога е донесен единствениот европски акт во 1986 година. Уште тогаш Социјалистичка република Македонија и СФР се подготвуваат за единствениот пазар и го прилагодуваат своето законодавство, да се разбереме. Значи, ова не сакам да влегуваме во еден вид на катастрофизам или малодушност дека ние во некоја форма заостануваме. Ние редовно си ги правиме своите врски, меѓутоа без да бидат донесени овие формални одлуки, тоа не може да се валоризира. Колку може да е пречка да, и колку е остварливо всушност германско-француското барање за реформа на Унијата пред новото проширување, нели дали сите кандидати ќе бидат ставени на стендбај или ќе има вакви исклучоци како Украина? Па Европската унија уште од која е формирана, постојано води ваква дебата. Дали да се реформира па да се проширува, колку да се реформира. Постојано и се реформира и се проширува, нели? Да. Проблемот е што имаме еден вид на големо кочење после приемот на Хрватска во Европската комисија, односно ако гледаме наназад, просто како да не постоела Европска комисија која што барем малку не ја подпроширила Европската унија. Сега имаме безмалку две европски комисии кои што нема проширување. И тоа загрижува. Загрижува од многу аспекти. Ако чекаме ние да се реформира унијата, тогаш тоа е сериозен проблем, затоа што да се видоизменат правилата за укинување на консензусот, потребен е консензус. Кој ќе се откаже од тоа? Така што се отвараат шанси токму околу оваа геополитиката. Геополитиката веројатно подразбираме и мировен договор во Украина и така натаму, тоа треба да значи не само пат за Украина, но за Западниот Балкан. Оне датум 2030 е некако остварлив за 2030 целиот Западен Балкан? Значи, околу 2030 година има две школи на размислување, ако можеме да така кажем. Едната школа на размислување е што се случува кога европските функционери зборуваат, да речеме вака како со тебе, пред телевизија, пред јавноста, кај што се снимаат камерите и така натаму, тогаш сите сме насмејани и сите велиме дека 2030 година е нели реализирлива. Меѓутоа проблемот е што зад затворени врати се слушаат и други разговори, односно слушаат разговори дека Европската унија можеби не треба да биде проширена, може треба да се наоѓаат некои други начини за опфат на овие земји. Сега тоа малку не иде во согласно со ова што го прочитавме од резолуцијата, која што повикува на ширење на некакво си руско, кинеско и други влијанија од азијски земји, африкански земји, не знам од каде, во Западниот Балкан. Значи, најдобар начин да се спречи било какво влијание во Западниот Балкан е целосна интеграција на Западниот Балкан во Европската Се вратиме на основниот проблем. Софија не сака билатерална комуникација за решавање на проблемот, потврди министерот Муцунски. Денеска и следните денови во Софија е во Бугарија Антонио Кошта, значи председател на Европскиот совет, најмоќното, највисокото тело на ЕУ, меѓу темите и проширувањето. Има ли тој моќ да издействува, или дали е делегиран да издействува отворање на поглавјата со позиции блиски до тие на македонската влада? Она што мора да го кажеме е дека Антонио Кошта како председател, нели, председавач, да го речеме, на Советот на Европската унија, едно големо освежување, прво затоа што тој бил премиер на една значајна земја, Португалија сепак една значајна земја и има една убава геостратегиска визура, од друга страна е многу практичен политичар кој што и покрај тоа што доаѓа од социјалистички, левичарски корени, нема проблем да дискутира со било кого. Она што знаме дека и премиерот имаше состанок нели со него каде што ги изложи нашите проблеми, а не е прв пат Антонио Кошта или Коста, нели се зависи која е транскрипција ќе прифатиме, да го покрене ова прашање и пред Бугарија. Јас сум убеден дека токму затоа што неговата функција е онаа функција каде што геополитиката доаѓа до полн израз, тој ќе остави ова на маса во Софија. И мислам дека таму ќе имаат малку и проблем да му објаснат зошто и понатаму инсистираат на ветото во услови кога е очигледно и кога е јасно дека
во Европа е бесна една војна и дека Европската унија има и некои други проекти кои што стојат на располагање. Сега, ќе биде после интересно да слушнеме кој бил повратниот одговор. Аз убеден сум дека кошта тоа ќе пренесе и до премиерот, а неговиот кабинет сега ќе стигне до македонска дипломатија што се зборувало во Софија. Так. Главниот хрватски преговарач и претходно, па и сега, овој пат директно пред пратениците, кажа дека без национален консензус нема постигнување резултати во евроинтегративниот пат. Може ли е таков консенсус со оглед на диаметрално спротивставени ставови на власта и опозиција? Сега да се разбереме, ајде сега, околу која не за желбата. Да. Зашто? Зборуваме за конкретниот проблем, за преземената одршка пред Европската унија. Сега, тука малку и дробњак некои работи настапува условно кажано на памет, затоа што во Македонија, во која точка поврзана со европското законодавство во Македонија нема консензус. Која точка реална поврзана што е со она што е слово на европската интеграција, кај нас нема консензус. Зашто ние се противиме? За некој што си го запишавме сами во преговарачката рамка. Се противиме за некоја директива за телекомуникации, некоја директива за енергетика, некоја директива, не знам, за рибарство. Значи, во Македонија апсолутен е консензусот околу овие прашања. Каде се руши консензусот во Македонија? Се руши консензусот кога кон Македонија се изложуваат барања кои што целосно отстапуваат не само од словото на европската интеграција, туку и од духот на европската интеграција. Значи, земјите од самото основање на Европската унија па наога, значи, токму затоа што се случува со некои своји историски трауми, направија огромни чекори да излезат од тоа, од таа малодушност, од тој, како да го наречам, тој еден беден, ситен национализам и затоа што знаеме што носи тоа со себе. За жал, тоа не беше случај на југот на Балканот, кога имавме еден нов 20 годишно така што пак да се разбереме, апсолутен, значи никој не го руши. Ја до сега не сум видел политичка сила во Македонија која што го руши консензусот врзан со европската интеграција. Има една, но небитна во моментот. За крај. Не, зборам околу европската интеграција линиско. А околу ова друго. За крај, кратко ве молам, реформската агенда воведена од ЕУ, засилена со 750 милиони евра за Македонија за следните години, дали според вас е морковот за уставни? Не, затоа што се однесува за целиот регион, не се однесува само за нас. Значи, нешто што се однесува за целиот регион, секако дека не е... Ако имаме некоја специјална мерка која што излегува нели од сето ова, тоа што се нуди реформската агенда за Македонија се нуди за целиот Западен Балкан, како тогаш тоа било морков за уставни измени. Мислам, погрешно толкувањето ако толкуваме така. Тоа е пакет што е понуден на целиот Западен Балкан. И тука да немаме дилеми, секогаш Македонија која се соочува со една реална, добро дефинирана листа на барања кои што треба да ги направи, кои што се опипливи и кои што се мерливи, Македонија секогаш е прва во регионот. Дури и кога тука биле Хрватска и Словенија, да се разбереме. Меѓутоа, проблемот е кога станува збор за немерливи работи и кога станува збор за политика која што за жал има и своја отровна компонента. Отровна во смисла, како што реков, на тој ситен балкански империализам, на тој ситен балкански некој неонационализам. Ивица Боцевски, гостин во тема на